гостите од Куманово ни пристигнаа, одлична комбинација со друштво. Така е, да. Споменавме на почетокот дека во студиото ни доаѓаат гости од Кумановскиот театар, поточно онако што сакаме да го споделиме една убава вест и информација, секогаш не радува кога нашите театри надвор од границите на нашата земја настапуваат и оставаат добар впечаток. Рековме сме биле сведоци на тоа, а веројатно такво нешто не очекува и во мај, поточно театарот во Куманово заминува на меѓународниот фестивал во Ушебна завеса во Бугарија, каде што ќе настапува со представата Трнорушка. И сега за оваа тема, но и се разбира за нивното функционирање и репертоарот и како во моментот нели можат и кумановчани, но и оние кои што сакаат да бидат дел од овие представи од публиката, нешто повеќе или во детали од нашите денешни гости, на гости во студиото утринска на тема. Ни доаѓаат Саша Тодоровски, директор на театарот во Куманово, и Жарко Јовановиќ. Не треба посебна најава, Жарко, актер од Куманово, и во Куманово и во Скопје, голем број представи стендап комедии, поточно нели она кое што е карактеристично за тебе, тоа се оние оригинални имитации. Оригинални имитации. Добро дојдовте. Добро ве најдов. Вистина секој пат велиме дека театарот е една национална гордост и овие штици што живеат знаша така како нели да речеме парола која што се потпира, некако е нели можеби најубавиот бастион, како што кажа претходно, на културата и одржување можеби на тие културни темели. Еве, зад камерите кажавте, ќе кажеме и секако за Трнорушка, меѓутоа полека се враќате со репертоарот и покрај состојбите знам дека нели имавте прилика, моравте да го стопирате нели редовниот репертоар, па и некои представи. Така да, добро утро на вас, на вашите гледачи, и најпрво е поштование и прво гостување да изразиме сочувство за сите настрадани во трагедијата во Кочани и побрзо оправување на сите оние кои се во болница. Да, како што кажавте, моравме да го прилагодиме репертоарот и сите настани во Центар за култура, па имавме пауза едно 15 на дена додека да видиме што и како ќе се работи. Исто така и откажа луѓето некои настани кои ги имаат закажано, меѓутоа еве сега полека се враќаме во нормала колку можеме да го вратиме репертоарот, да ги вратиме настаните кои се закажани и да продолжиме со редовното културно темпо во Центар за култура и театар Куманово. Супер. Жарко? Знам дека дел од настаните и кај тебе слушај другаре стендапот, исто така мислам ако не се лажам бележеше голем успех. Знам дека после нешто што читав за тебе беше и Перо Гуртна, или исто така лик кој што го сподели со публиката. Не знам, не знам, ни гостуваше. Кај Ивана чинам дека беше, да. Така што доста нови работи надополнувајќи твојата биографија. Се враќате полека и честитки секако и за Трнорушка ќе потсетиме. Па да, точно тогаш кога гостувавме, Перо Гуртна ме остави тука, нели? Со такси. Последна станица. Последна станица одека од Телма на крај. И ама добро, како се случија некои работи, мораше сето тоа нели да се па на некој начин да запре, затоа што ги прилагодивме работите во некој друг правец во тој еден одреден период. И сега и во театарот, например, работиме друг тип на представи. Да кажеме, јас сега моментално сум во процесот на Калигула, представа која што треба да има премиера во мај. Тоа е представа по текст на Албер Ками и е баш онака поинакво нешто, не е да кажем... Според сензибилитетот, точно. така. Значи, тоа е класична театарска представа. Поинаку нешто од оно што го правам кога гостував овде, како го промовирав мојот настан, нели, за мојот стендап. Тоа е едно, а нели театарските представи се нешто сосема друго. Добро, и не е лош, Албер Ками е дефинитивно авторот кој што ме потсетува секако на средношколските денови. Да, мене тоа е за мене можеби и омилен. Дефинитивно, ако треба да одберам некој, да, Албер Ками. Ќе се осврнеме на она кое што всушност е повод за вашето гостување, а тоа е нели гостувањето на представата Трнорушка новој меѓународен фестивал. Се разбира дека сатисфакција е да се учествува на вакви меѓународни фестивали, првенствено како еден добар позитивен резултат за самиот театар, но истовремено и дополнително доживување искуство како за актерите, така и за целосната екипа. Сашо, како директор, од ваш аспект за тоа како и на кој начин се добиваат, односно се реализираат ваквите гостувања, кои се оние критериуми можеби кои што треба да се исполнат и колку всушност излегувањето надвор од границите на нашата земја и соочувањето можеби и со не толку далеку, толку блиско, нашите соседи, може да се направи една паралела, разлика, нешто да се
да се дотаде, да се нели воведе нешто кое што можеби и ни недостасува. Така, фестивалите на кои настапуваат театрите се одлична можност за соработка помеѓу самите екипи, самите театри. Ние навистина бевме пријатно изненадени кога организаторите на овој фестивал ни се јави и ни кажа дека сме селектирани. Да кажем дека настапуваме на 12 мај таму во 11:30 часот. Има гостуваат театри од Бугарија, од Романија, од Шпанија, навистина еден етаблиран меѓународен театарски фестивал, детски фестивал од награден карактер. А и музик од нации дефинитивно. Така да и се надеваме дека ќе имаме успешно представување и на Куманово и на Македонија во тој театар со нашата представа Трнорушка, која е 5-та година на репертоар. 2020 имавме таа представа, се случи тогаш короната, моравме да одложиме 2-3 месеци. Така да на 16 април сега во Куманово ќе славиме 5 годишен јубилеј на таа представа и после тоа на 12 април одиме во Бугарија. И како што кажавте, да, театрите, односно фестивалите се одлична можност за соработка. Секако дека Бугарија, Србија се блиски држави тука кај нас, меѓутоа сепак може да се научи многу и од тие нивни искуства и од сето тоа што тие го работат, да го примениме и ние кај нас и ние што го работиме тука. 5 години на репертоарот е доказ дека навистина вреди да се види оваа представа и дека навистина привлекува интерес и покрај тоа што ете поминала низ предизвици како короната, така за жал и овакви гостувања многу и во Македонија и надвор. Со таа представа Жарко игра во представата. Да, Жарко игра во представата, ќе ни каже Жарко за самата улога и за нели представата и начинот на кој што можеби одново се доживува. Нешто што само актерот може да го каже, но ќе ги поздравиме и останатите колеги, оние кои што се дел од представата. Режијата е на Бојана Краљевска, ќе ме поправите ако грешам, сепак ги наоѓам информациите нели од оние кои што се достапни. Играат Нина Максимова, Сања Русевска, Владанка Крстевски, Жарко кој што ни е тука, Марко Трајковик и Давид Илик, а сценографијата е на Крсто Богоевски и изработката на костимите на Дарко Илиевски. Така и понекогаш се вклучува Владо како замена на Давид. Да не ги заставиме, сите имаат иначе заслуга за. После што ќе кажеш, Жарко, за улогата, мислам дека многу и од моето обкружување, гледајќи ја Трнорушка и покрај со тие можеби прекини, како што кажавте, Сашо, вела дека сценската изvedба со костимографијата е врно ниво. И вела дека и од таа причина, и покрај актерската интермедијална презентација, вела дека сето тоа како вкупен дизајн, така еден футуристички пристап на Трнорушка, една од најголемите бајки, дефинитивно. Убаво испадна таа представа. Велам, ја правевме, почнеме да правиме време на корона, навистина се склопија некако коцките, актерската екипа, режисерот, посебна живописност велаците. Заедно посебна живописност има таа представа како ќе излезе на сцена. Ја сака публиката. Видете ги експресиите само. Публиката во Куманово. Таа представа и секогаш кај што гостувавме има одлична. Одлично. Жарко, која е твојата улога, да се убаво да така подобјасниме и како и на кој начин, дали има кај тебе вака посебно место, со оглед на тоа што имаш различни улоги, нели? Различни представи. Точно, ова е детска представа, нели? А децата се најискрената публика. Утрово го говоревме тоа исто така, да. Не, добро, иако тоа звучи као некој клише кое што нели кога ќе се спомна детските представи, тоа знае. Меѓутоа нема флоскули тука. Да. Нема флоскули во енергијата. Да. Инаку во представата го играм принцот Фиданчо по нели со преработката на самиот текст. Е насловен како Фиданчо и не знам, сега 5 години веќе од представата, толку време да се игра сме ја давале на различни сцени, на различни места и некако се имаме соживеано со самата представа. 5 години не е малку. Ние имаме исто така и други представи кои што ги играме доста долго, да кажеме, кои што истраеле, нели, и комедии и драми. Ама некако еве сега ќе прославиме 5 години и некако баш ми е драго за тој чин. И така. Разликата помеѓу улога во представа за возрастни и улога во детска представа веројатно си постои како таква. Што е она кое што треба да го да речеме да го смениш или да го премениш во однос на тоа кога се игра детска улога и кога се игра улога во театарска представа, или тоа е зависно само од типот на улога која што имаш, поточно каква улога имаш, или има повторна разлика ако зборуваме за детската енергија и за начинот на кој што се играат детските представи, веројатно тоа треба и такво прилагодување. Па точно да, има разлика, да кажеме од
сега да кажеме кога играш представа комедија или го има оној зид со публиката кога ти играш. Се крши зидот така. А со дечињата кои се тука се крши малку зидот. зидот. Четвртиот зид како велат. Да. Вика актерите. Кога играш на пример ти најдобро на пример еве ако земеме жанр као комедија, за да биде она прифатено кај публиката е ти воопшто да не се интересираш за публиката, како таа го прифаќа тоа. Колку повеќе ја игнорираш или колку повеќе не сакаш да го дадеш она сега таа да очекува дека нештото ќе биде вау или да сакаш да го прикажеш, толку веројатно резултатите ќе бидат поприфатени, подобри. Како мачка глушец, она како го пуштиш, па сега они таман мислат дека и пак нешто ќе им кажеш, значи у тој правец. А кај децата убаво е да може нешто да искомуницираш, да ги прашаш. Веќе, да. Значи веќе интерактивно на тој начин. За тука е таа разлика. Сашо, бидејќи голем дел, како што кажавме, од нашите театри, ваши колеги ги одложија некои своји премиери. Кај вас каква е состојбата, дали нешто ќе се одложи можеби за наесен или имате можеби премиери кои што може да ги најавите? Ние сега како што спомена Жарко, премиера на Калигула треба да биде на 17 мај, тоа ни е од годишната програма. Така. Исто така имаме и албанска премиера, албанска драма во Куманово. Исто така тоа треба да биде во јуни. Едната премиера што треба да ја режира режисерот Јане Спасич треба да биде крајот на октомври. Значи баш Уште имате една албанска квартална драма, така да година. распоредени ни се сите премиери кои треба да излезат во оваа година. Посетеноста како вака бележи добар успех? Ние со театарот морам да кажам дека сме во реконструкција се уште. Во да, моментот. трета година зградата на театарот се реконструира, така да театарот е прилагоден, односно репертоарот е во Центарот за култура во Куманово, така да таму се наоѓа и Центарот за култура и театарот, македонска албанска драма, така да се прилагодуваме. Се очекува, имате некој можеби конкретно датум сега или конкретно датум за 2 години би требало да заврши комплетната реконструкција, зависно од финансиите кои ќе ни ги пуштат. Доколку има финансии кои ќе ни ги одобрат, со тие финансии да го сработиме тоа, ќе можеме да го направиме. Доколку не се одобрат финансиите, тешко е дека можеме да го завршиме тоа. Представува ли тоа некој начин на, да речем, потешкотија демотивација можеби во текот на работата или функционирањето, нешто Секако дека представува, посебно... Не е малку време. Не е малку време, посебно за актерите, бидејќи ние сега работиме во Центар за култура, тоа не е театар. Да. Тоа не е театарска сала, тоа е голема концертна сцена од 670 луѓе. Меѓутоа, еве пак сме прилагодени се во надеж дека ќе се заврши реконструкцијата на театарот, дека ќе се обезбедат потребните средства. Се надевам дека ќе биде така ни вете од Министерство за култура, дека ќе се обезбедат средствата и ќе се направат напори тој театар, бидејќи е приоритет Куманово и Прилеп, како што слушате сите, да се заврши Куманово, потоа Прилеп, за да може да се работи. Бидејќи навистина условите во сцените на театрите во внатрешноста на Македонија не се на некое завидно ниво. Скопје да, меѓутоа во внатрешноста на секој театар му треба реконструкција, затоа треба и финансии, пари, јасно ми е. Ќе има дополнување со седишто нешто и здраве Боже новина некоја ќе се вклучи да речеме инфраструктура. Театарот има доста добар дел завршен, архитектурата, значи имаме направено нови гримјорни, нова читачка сцена, пристапни рампи за лица со посебни потреби, лифт за лица со посебни потреби, нови тоалети, адаптирано е, не е како што е од 50-тите години, адаптирано е, меѓутоа уште треба да се заврши. Сега треба да дојдат на ред од кровната конструкција, термотехниката, инсталациите, сцената доле, значи за тоа акустиката, за тоа се потребни големи финансиски средства и очекуваме дека ќе се обезбедат од Министерство за култура за да можеме да го направиме. Ама вам не ве спречува за премиерите, да се добро. обезбедат со оглед на тоа што имаме од една страна одлична актерска екипа, имаме одличен репертоар, настапуваме на фестивали надвор од нашата земја, гледаме таму какви се условите. Па веројатно за актерите не е така лесно кога ќе настапите на таква сцена и кога ќе се вратите дома каде што се уште не се средени како што треба работите и да настапите, наречеме не на импровизирано, но не на соодветна. Жарко, колку еве лично бидејќи имаме тебе во студиото, колку лично тебе тоа може да ти влијае или кога правиш разликата каде што настапуваш надвор и дома, колку тоа ти влијае, колку нели секој различен тип или да речеме различен карактер, па некого можеби тоа знае малку да го демотивира, некого пак од друга страна да го остави со надеж дека да, треба и гледаме, имаме можност и можеме и тоа да го реализираме и да постои и кај нас соодветна театарска сцена. Па секако дека и во ние уште на факултет сме
имале таков став, дека колку и да се тешки условите за еден актер, дека тој мора да обстои. Тоа ни било паролата, она што не движело, дека ние мораме да најдеме начин како тие представи, како тоа ќе го на кој било начин, значи. И покрај тие услови такви какви што се дали сега, на пример, ние имаме сала која што ја играме, да кажеме, во одреден период се прилагодуваме во некои помали места, да кажеме, во театарот, да кажеме, кубуси или каде што можеме да се адаптирате. Пробуваме представата да ја адаптираме за тој, да кажеме, начин. Ние наоѓаме начин да ја одиграме представата, затоа што за да има една представа, ништо не е потребно. Потребно е само едно место, еден актер и еден гледач од таму и секаде може да има театар. Доколку сакаме тоа да го изведеме, нели, имаме некоја мотивација, нешто да прикажеме и да кажеме, може да има. Тоа е филозофија на Питер Брук, која што сме ја учеле уште кога сме биле на студии, и ако добро тоа се вреже во самиот актер, мислам дека тој ќе најде начин. И ова студија ќе го направи да биде сцена. Точно, да биде театар. Апсолутно. Мислам тоа ти публика, толку. Па ние имаме секојдневно театри. Можеме да видиме представи во различни сфери у секојдневието, но како и да ако зборуваме за театри и представи кои што нели има алтернативни представи, нели, независна продукција и така. Независна продукција или пак, нели. Некаде кон крај, бидејќи вистина е секогаш да имаме убави и добри актерски имиња, само да прашам со стендапот дали годинава каде сме, до каде сме, продолжуваме, имаме некоја можеби турнеја низ Македонија, знаеш дека и ние сме ти приватно фанови, има една голема фан база која што се ја создаде заслужено секако со срцето кое го даваш, нели, за комедијата. Имаме и архива во утринска на тело за тоа. Како и на кој начин. И ова е дел од архивата. Да, па тоа е тоа. Сега сме во својство, нели, на Трнорушки, на Принцот Фиданчо, а знаете моите стендапи какви биле и со отприлика со што се занимавале. Така што не знам кој би го играл тој Фиданчо од тој принц. Дали има некој од тие што ги јас, да кажеме, имитирам, или некој принц, да кажеме, да се најде? За да може да се најде, јасно. И тоа што го спремам ново, имам некој нов текст кој што е во процес. Во процес, точно. И мислам дека ќе бидат најавени датуми. Ама тогаш ќе направиме исто за тоа. Посебна, нека ферментира идејата уште малку. Да. Зашто е по-комплексно да се подготвиш за театарска улога или пак за такви стендап? Театарска улога, точно. Тоа е затоа што ова е само подлога за некоја улога, можеби. Ова е, јас тоа секогаш го кажувам, тоа е само почетен момент. Од имитација ти почнуваш можеби да градиш улога, а на улогата и даваш живот, и даваш нешто што е пишано, нешто што е книшки као текст, и ти сега вдакнуваш нов живот. Да. А имитација или тоа што сум го спремал како ликовите сите што се можеби и не имитација, како обичен настан, како стендап, пак е тоа некое секојдневие кое што полесно го менаџираш, да речеме, и го навигираш. Но имитацијата треба да се има за талент и тука, апсолутно. Благодариме многу. Треба некојаш оваа комбинација да направи имитација некоја. Така била дека сме биле добри и вешти, Жарко. Оваа комбинација во имитација. Ама тоа не пред камера. А да видиме нешто. Да направиме друга архива заедно со тебе. Ни беше голема чест, Под менторство. Под менторство. Ни беше голема чест. Секој пат даваме аплауз за представи наши кои што интернационално се представуваат, регионално, така што честитки уште за патувањето кое што го имате во Бугарија. Успех ви посакуваме таму. Така би сакал само на 16 да ја поканам публиката во Куманово да дојде, да ја гледа. Овој април. Овој април сега, 5 години билетите се од продажба. Супер. Кога сме кај 16 април во среда, во Центар за култура во 18 часот. Во 18 часот. Добро, значи уште на појасна порека за некои што можеби подоцна се вклучуваат. Ете на 16 април покана да погледнете Трнорушка, која што оди веќе во мај во Бугарија на меѓународниот фестивал во Ушарница. Се благодариме за гостувањето и за тоа што утро ни пристигнавте од Куманово. Благодариме. Жарко, не ти е непозната таа сцена со кујната. Си имал прилика таму да ја почувствуваш. Да, сум готвел. Си готвел. И имитираш и готвиш во исто време, тоа е мултитаскинг, различни аспекти.